Сите се замараат само со политика, никој не се замара со естрада. Што збориш? Да бе, човек. И сега? И сега е вистинско време да се вратам во игра, да се здружиме и ти да направиме нешто многу интересно. Почнуваме. Додај газ. Не си здрав со памет. Те Никам тестирам. не знам дека не си здрав памет. Ајде, Звукот не го добар ден. Не го пуштив, О, извини, ајде. Добар ден, Чичко Марк. Чичко, Марко, Чичко. Еј, не ме оставувај ти сега, Се еј. шалам, Знамо се те шалам. сум стар човек, ама Добар ден, шеф Марк. шеф, ете така. Како си, ете што така. преш, дали си добар? Па јас да ти кажам право, знаеш што ти сега сум добар. Јас сум позитивен човек, уживам во животот, плюс денеска, знаеш што? Вие двајцата сте тука, има сонце, се шетаме. Има позитивна енергија. Како секогаш. Давид пак ќе ми замери што не дадов најава, сега му ја оставам најавата на него. Ајде, да ќе Добар најави. ден за најпрекрасниот човек што сум го запознал во мојот живот, тој е шеф Марк, О. еден од моите нероđени браќа што многу си го сакам и почитувам, тој е Кристијан Бомбакис. Добро. Така да навистина сум пресреќен дека ќе се дружиме и оваа недела со овој прекрасен шеф кој што навистина е еден бренд амбасадор во Македонија, човек кој што е голем познавач на светската Неле Кујна. Па, да, да, ја познавам, многу ја сакам, ја обожавам и на вистина тоа е дел да кажеме од мене. Откако имам 15 години ќе се повторам, тоа е нешто што ми влезе во крвта и сум готвач и обожавам да готвам за убави луѓе. За убави луѓе, како што на пример готвиш за една од моите помилени телевизии, тоа е телевизија Телма. Би сакал нели да збориме за твојот, па можеме да кажеме Па, нов проект или Па, веќе нов 3 години проект, 3 веќе години, трае? сега мислам оти поминува, полека и се зголемува. Ја многу го сакам тој проектот и пак е се авантурите на Марк. Авантурите на Марк не е еден концепт тип-топ така како треба да биде. Авантурите на Марк се. Марк може да снима на планина, може да снима во подрум, може Народен да снима во човек, тераца. народен Ете човек. така, секаде Марк може да оди да снима, само што треба да има и готвење. Така е. Пред да продолжиме, сакам да им кажам на гледачите дека сега се возиме накај Соње, Да. малце да смениме рута, пошто цело време се возиме на гужвите у градот. И Точно дојдовме така. малце тука на свеж воздух, пошто ти тука живееш. Ја живеам во Сопиште, И да, сите како го ти знаат, се да. допаѓа ова населено место тука, надвор од хаосот, Градскиот хаос. Јас да ти од кажам, бетонот. да ти кажам право, многу сум среќен што живеам овде. Има пред 5 години што се населив во Сопиште и за ништо више ќе се враќам во градот. Да, овде има тишина, има мир, има убавини. Мирот си го најдов. О, мирот го најдов овде. И навистина ќе ти кажам пак, текот на годините, вие сте уште млади, ама колку почнувате да остарувате и све тоа, барате малку мир, тишина, Па да еве, уживате ја- во убавината од Почнувам веќе на 35 години да барам малце мир и тишина и сакам да се пресам стварно од Па те разбирам. Па ја тие Иванко имаш еден друг проблем, што се децата. Ке го разбери што е да имаш деца дома, па мир, дали си во Сопиште или си во градот, истот ќе биде. Така, Исто. така. Да, само ете што викаш обавезите, Да. градинки, школи, Не, тоа. полесно кога си во град, тоа е. Факултети. Значи сепак ти прогнозираш дека на 50 години би се преселил Мислам, да, мислам ако на 50 години си го направиш животот, може да си дозволиш да живееш надвор, немаш више обврски што како да кажам, што те тера да бидеш секој ден во градот и све. Да. Можеш да дојдеш да Да не живееш овде. зависиш од градот. Тоа. Но сепак во градскиот, нели на градскиот бетон се наоѓа и телевизијата Телма. Би сакал да збориме за ова, сепак да ја пофалиме прекрасната емисија која што редовно ја пратиме јас и Бомбакис. Па и јас би рекол и цела Македонија. Најгледаната надевам. кулинарска емисија Авантурите на Марк. Марк, како дојде до таа идеја да направиш своја авторска емисија Авантурите на Марк? Па да ти кажам право, сите знаеме оти 7 години ги поминав во една друга прекрасна емисија што многу ми се допаѓаше. За жал се заврши како се заврши, луѓето знаат, малку не знаат и повеќе и подобро да Ќе не знаат, зборуваме, ама и ќе окей. зборуваме, Да. ама и може да се збори отворено и заради и знаеш кога си на телевизија, кога ти и ова ти влегува во крвта, да, ете тоа е. Зависен си од телевизија, зависен си од тај амбиент, зависен си од луѓето и све тоа. И сакав да направам нешто убаво, нешто ново. Го имав таа идеја, овацем предходно, пред да почнам и брза кујна да кажеме, ајде, да се шетам преку цела Македонија и да истражувам и да се научам како се готви во Македонија и све. Да. Твоја ли е идејата или ја имаш негде Имав видено идеја на и некој друг
ми се како да кажам, се запознаев со него и он имаше иста идеја. И со нашите две идеи направивме една. Ете така. Не, мислев да не знам, си гледал на YouTube од Дали овие си светски инспирирал од знаеш, некој да да ти друг кажам, готвач? има Ја со картоните, знаеш. Да, мене има други готвачи што го прават, на Јас вистина сум Гордон фризурава. Ремси, тој е Рик Штейн и све тоа. Многу луѓе патуваат, многу луѓе учат. Знаеш, пак ќе кажам, храната, готвењето нема крај. Можеш на киошот да најдеш една баба, да, што ќе готви на друг начин, како можеш да одиш на 1000 километри да најдеш нешто комплетно различно. Овде имаме среќа од Македонија, е држава каде живеат многу луѓе, Плодна мултиетнички, да, има многу различни видови тип на кујни и све тоа. Сега за намирниците тоа се што ги имаме овде, ама многу луѓе знаат да ги готват и на друг начин. И убаво да се покаже Што тоа. ќе кажеш за оние што готват, не знам дали си ги сретнал на Инстаграм, во природа, ќе отидат, ќе земат у природа. Зашто да не? Зашто да не? Да, пикник, Убаво, да, пикник. убаво да се покаже тоа. Ма тоа е нешто што не може да го правиш секој ден. Да. Ете да, убаво викендот си одиш јас на вистина ќе го повикам еден што го прави тоа и ќе ми каже колку пати годишно го прави. Може го прави за емисијата, за тоа што го покажува. Супер, концептот е преубаво, ама мора да се покаже нешто што луѓето можат да го прати и нив. Да, Не му бива на сите, дода да готов до природа. Да се најдат со еден нож и ајде. Да. Земи камен. Да, тоа е да. некад на пикник ако отидеш нешто. Точно. Ама многу ми се допаѓа на вистина. Марк, Да. според тебе, Да. каде е поголема гледаноста на ТВ Телма или па на ТВ Сител? Охо, да бидеме искрени, сите кажуваат оти Сител е најгледан на телевизија. Дали можеме да правиме споредба? Не знам сега, тоа е малку тежок муабет. Телма многу подобро ми одговара. Зошто? Оти Телма е по неутрална телевизија, да кажеме. Телма за мене како да кажам, дојдов кај господјата, директорката, имавме разговори све тоа и на вистина на крај најдовме заеднички муабет и можевме да се договориме и да направиме нешто. Многу добри беа од почетокот и на вистина сите почетокци од една емисија не се лесни. Така е. Беа тука малку за помош, за све тоа, за совети, за многу ствари. И на вистина, мислам ти гледаме сега, после 3 години, тоа плаќа. Тоа ти дозволува да може да се работиш многу полесно, со раци неврзани Така е. и да си правиш, да си кажуваш. Јас не сум човек што се меша со политика, не сум човек што се мешам со различни етни и такви ствари. Јас сум човек што сите ги сакам, што сите ги почитувам и со среќа што јас ги почитувам и они ме почитуваат. И тоа сакам да го покажам преку емисиите, оти на вистина живееме сите заедно. Апсолутно си Што да се мразиме, тој е таков, тој е таков. Браво. Што гледаме сега, не. Како да сме во детска градинка. Апсолутно си Добро, ама тоа е македонскиот менталитет. Нема веза. Но ние како јавни личности, Марк, треба не. нели да се бориме да му објасниме на Момбакис да го смениме оној македонски менталитет да бидеме подобри луѓе. Мене многу ми нервира тоа кога некој каже, знаеш ли тоа е Македонија. Извини. Македонија е држава. Македонија не може да биде виновна за сите проблеми што ги има. Не, луѓето се виновни. Па да, и секој треба да почне од себе, нели? Па да. Многу лесно е да се каже, Македонија е така. А знаеш, ќе дојде ќе касни. Така е менталитетот од Македонија. Тој им не прави тоа. Така е Не, треба да видиме тука и да кажеме, чекај, што правиш ти? Треба да го смениме тоа. Зошто касниш? Ама чекај сега кафе. Што? Кафе? Сигара пред да почнеш? Не. Прво заврши, па после. Па да. Тоа да ние бидеме сме достојни тука. кон нели оние цели кои треба да ги завршиме. Апропо муабетот за Македонија, ќе избегам на темите, би сакал да зборам. Марк, може ли да направиш некоја споредба, компарација од животот помеѓу Белгија и Македонија? Појма немам кај сме сега. Сега можеш слободно да си вртиш таму. Да. Овде не можеш да си изгубиш. Да, не можеш да си изгубиш. Во село може да вртиш и околу плоштадот. Знаеш како е плоштадот? Не, споредба меѓу Македонија и Белгија. Многу тешко да се прави споредба. Белгија е нација федерална. Има 3 различни видови на луѓе исто што живеат таму, има фламанците, има валонците, има луѓето од Брисел, има 4 да кажеме, и уште и германците. Има 4 видови на министери, министер. Стварно? Да. Секој си е зависен и секој е заедничка. Политиката е малку повеќе различна. Овде во Македонија малку ми беше чудно од почетокот. Арнот имаме
омилена половина сопругата моја што многу ми објасни како функционира системот и све тоа. Пак ќе кажам, никаде не е лошо, никаде не е совршено. На све треба да се најдиш, да се прилагодиш, да научиш и едно или да го употребуваш или да не го употребуваш и да си живееш како си живееш. Животот ти е убав секаде. Кога си работиш, пак ќе кажам, кога ги почитуваш луѓето, кога си поштен човек, можеш да живееш или во Македонија, и во странство, и секаде. Кога правиш тоа што треба, прво што го правиш, треба да го правиш со љубов, да. Тачно. Да. Ако не го правиш со љубов, смени професија. Додека не ти е убаво, сменувај. Животот ти го дозвола, менувај, да. Ете така. Зашто, Марк, за жал во Ја ќе се Македонија... Терај. Оди, немам никаков проблем. Знаеш како, за жал, во Македонија неизбежен дел од нашиот живот е политичкиот свет, кој што се меша. Дали мислиш дека во Белгија, или ствари, дали знаеш дека во Белгија, дали таму се мешат политичарите во секојдневниот живот луѓето? Па секојдневно не, да кажам, медиумите не го дозволуваат тоа. Браво. Да, медиумите не претеруваат со тоа. Има други програми, има други забавни емисии, има други документари и све тоа што може да се покажуваат, не само политика. Има политика, обавезно. Да, ама помалку. Ама не се звезди политичарите таму. Така, не се звезди, ама накажиме има и неколку експонирани за разлика од нели оние медиумски работници, пејачи, глумци, артисти и така натака кои што треба да го имаат она најголемо медиумско внимание. Точно така. Кој што за жал не е кај така. Еве кога ќе се вратиме повторно за Македонија, имам многу интересни прашања за нашата земја, да видиме нели кои се твоите ставови. Но кога сме кај медиуми, еве да начнеме темата за телевизии. Марк, мислам дека нема да имаш проблем. Нашиве гледачи се заинтересирани и ние сме главно воерски народ, ќе се извинам онда пред тие кои што не сакат се занимаваат со такви работи. Кој е твојот зошто престана да работиш за телевизија? Зошто престанав да бидам искрен? Да. Искреноста е доблест. Ајде, па ќе си го дозволам, 10 години сум на телевизија сега. Мислам од имам разговарано со неколку луѓе и све тоа. Тешко е да кажам на вистината. Ама имав еден колега, многу добар колега од почеток на вистина, преубаво си се почитував не и све. И текот на годините да не случајно се викал Никола тој? Така нешто. Да, така нешто се викаше Никола. Да. Ама не Груевски. Не Груевски, не ништо од тоа. Готвач Никола. Да, готвач Никола. И текот на годините, за жал, луѓето се менјават на карактер. Мислам, некаква слава ги удира. Може така да се каже по македонски, не можам точно зборивите да ги слава, така. Да. Јас наивен човек, навистина мислам оти сите се добри, сите се убави, сите се све, оти таков сум. Јас сум човек, да, по природа, да. Не сум човек што сакам да правам зло нешто на некој или да зборам позади герби све. Се држев навистина до сега, ама мислам оти луѓето разбраа точно што беше причината да престанувам да бидам во брза кујна тогаш. Аз свен да кажам, емисијата многу ја сакав. Оти навистина многу ми се допаѓаше начинот на готвење. Што ти имаш во фрижидерот или што ти носат луѓето да готвиш, си го готвиш. Само еден добар готвач може да се снајди на тој начин. Навистина не е лесно. И од почетокот да се прилагодиме на това и све, ни беше малку тешко, ама брзо, да. Кога сме ќе приказдава за Никола, за брза кујна. Фигуративно ќе кажам ваков пример. Ти како готвач го отвори фриждерот, а не извади ништо за јадење, односно не ја кажа она вистинска приказна која што оние детали кои што народот ги интересира. Што конкретно се случи со Никола? Треба да кршка малку. Да, кршка, да. Што конкретно се случи со Никола? Што конкретно, пак ќе кажам, човекот е човек тоа. Не знам што му се случи, не знам. Јас не го знаев оти беше таков карактер. Многу убаво си го криеше, да кажам. Да, човек што голем манипулант, може да ги манипулира луѓето без да го знаеш, он те врти, те прави. Афа, тешко да влегувам во деталите. Оти има толку ствари што можам да кажам што немаме доволно со една емисија. Да, за жал, тоа се вика разочарен, да, прво и основно, разочарен од тоа и се гледа после последната емисија више од тогаш не ни се видовме више. Тоа ставивме крај и доста. Ја кажав такви луѓе не ми требаат. Он мисли
оти е победник негде, јас не кажам кој победник, кој не, се заврши приказната. Мислиш дека тој човек тебе ти има завидувано, љубоморено? Па, дали можеме да го кажеме така, само он го знае. Да. Дали е тоа. И јас можам да кажам, оти ништо не направив за тоа. Јас секогаш бев тука за него, му помагав, му кажував неколку ствари и све. Човекот чуден. Не можам да го како кажам, да го објаснам тоа точно. За жал, знаеш што ти мојот македонски е нема ги ограничен така. и може и нема да ги употребам добрите зборови на доброт момент и не сакам да биде тоа лошо интерпретирано. Така. Ете така. Колку години си веќе во Македонија? Јас сум сега 11 години во Македонија. Јас го научив, сега го кажам тоа, македонското јазик со баба ми, со дедо ми, како дете. Откога сум роден до 12 години живеев кај нив и го научив основата од македонското јазик. 12 години, да. Како дете, вала, како дете. После тоа школа, луѓето и све. Јас зборев со вујко ми, малку така скришно да кажеме, за да луѓето да не разбират што сакав да кажам или све. Ама тоа е тоа. Така, со баба ми зборев, со дедо ми не, он си збореше француски, баба ми она за жал не збореше француски и така беше, како да кажам, муабетот. Да. Има ли цел патовка? Има, слободно, ќе дојдеш до, како се вика, Марков манастир. Тука доаѓаш до Марков манастир, да. Од овој пат. Од овој пат, Марко, да. од денешна перспектива твоја, Да. од твојот денешно гледиште, кој е твојот став за Сител телевизија? Мојот став за Сител телевизија, нека си терат нивниот живот. Јас Да. има едно нешто што бев многу разочарен, можам да го кажам така, јас сум искрен човек. Денот кога одлучив да више не работам во Сител, бев кај директорот. Да. Бев кај него, чокнав на вратата, не на главата, на вратата. На главна капина. Да, влегов таму, сакав да се објаснам малку со него, не ни ми слушаше. Продолжуваше да си работи на компјутерот. Се заврши муабетот, окей, чао. Не те ни погледна онака Ништо како се повеќе. заслужуваш достојно како човек првенствено. Не. И тоа малку ми кажа, оти на вистина мислам оти го направив добар избор. Ете тоа. И дефинитивно и публиката од таа што ние живееме, таа која што не храни, мислам она емотивно која што не храни, јас би рекол, со нивните нели убави зборови, наслевки кои што ние се трудиме да ги предизвикаме, мислам дека ти на вистина предизвика една убава, бурна, ја би рекол, револуција, наслевки, позитивни коментари и јас мислам дека ти си човек кој што од младо до старо те сака и почитува. Иако одлучив со Макес да направиме каркас, немаме студио со публика, јас би искористил оваа прилика да даме еден голема пауза за овој добар човек. Фала многу за тоа, на вистина многу сум среќен и пак ќе кажам, среќен сум од 7 години бев дел од шоуто. Да. Ја никогаш нема да кажам. Дали мислиш дека ти тоа шоу го направи да биде толку популарно и гледано? Не можам да го кажам тоа. Јас знам оти бев дел од тој шоу, сум мал, како да кажам, дел од таа револуција што се направи во Македонија, од знам јас кога дојдов во Македонија, имаше ресторан, имаше паста, пица, скара, такви ствари, основни работи што се продава. Традиционални за нашата кујна македонска. Ете така, полека навиките почна да се сменуваат, луѓето да јадат малку на друг начин, и бабите кои ме сретна во улица и све тоа. Ти Марк што ми направи? Ама знаеш што? Јас го направив сега, а на вистина преубаво е. Ете тоа ми беше мене најубавото поклон што некој можеш да ми го каже. Ете така. Ја драги гледачи сум сконцентриран на патов, така да ние правиме офроуд во меѓу време, да. Нашите гледачи каде се наоѓаме моментално. Ама приубаво место? Значи се горе бамбакис. Не. Тоа одиме со мотор таму, одиме со квад, такви ствари. Да. Ова е дел на вистина од патот. Неколку пати јас имам, како да кажам, Бофре, Шура што вози крос, има возено со него и поминал. Да, на жена ми брат, точно. Ете така. Ама добри сме овде. Не. Добар си. На рад. Овде мислам еден дел од Скопје Сопиште, што не го виде и што на вистина вреди да се помине. Оти овде сме во природа, не можеш слободно да се. Он ти си помине. Само патов да го решиме, мораме да им кажеме на овие кој да е одговорен за патов да го знаеш, тоа е негде убавината и малку чудно во Македонија. Ова спаѓа под град Скопје, ако не се лажам. Не, тоа е Скопје вон град. Не Скопје. Овде сме во општина Сопиште и Сопиште во околината. Овде одиме во Марков манастир. Има преубави места овде. Навистина во природа сме. Да, супер. Пак ќе кажам, гледа какви убави куќи има, уште се градат и све. Ама овој пат ќе дојдеме сега на главниот пат. За кратко. Еден
спонзор за сервис тука. Да. На крај гуми, бандажи да се менјават. Да. Тука сме ние на располагање за одлични емисии, реклами, тука ни е Марк. Да. И го споменавме твојот Шура, кога сме ке Шура, нели, доаѓа она природна врска, тоа е твојата сопруга која што имам чест да ја познам лично, тоа е прекрасната Василка. Точно. Би сакал да зборуваме за незе. Марк, ти се ожени за прв пат во твојот живот, или Точно, во 2021 година, на колку години, Марк? На 50? Да, на околу 50 години имав, да. Да, ми треба, не оти не сакам. Извини што ке се расправам, ти си не бил оти не стар сакам. ерген. Точно така, ма не за тоа што немав живот во Белгија, имам 2 деца и све. Да. Животот ме напред да не се женам, така беше врската. И многу сум среќен од пред 10 години, 11 години кога дојдов во Македонија, една година после се запознав со Василка и после неколку години. Како се запознавте, многу ме? Па тоа беше на убав настан, уманитарен настан. Аха, браво. Ние сме уманитарни луѓе. Така е. Готвев во на площадот, да, и беше настан што каде требавме да собериме пари за дневниот центар, каде Василка е, еден од дневните центар каде Василка е одговорна. Она работи со луѓе невладина организација. Тоа се дневни центар што се викаат Порака. Има 17 во цела Македонија и таму се учи на луѓе што имаат ментален дефицит, да бидат самостојни. Од 18 години и понатаму. Ете така. За возрастни луѓе, не за деца. Браво. Иначе излеговме на прав пат. Што ти кажав? Не, многу убав круг направивме, навистина се шетавме преку природата и све. Убаво мора да се покаже. Македонија е прибава земја, само треба да ја негуваме, чуваме. Ке збориме за Македонија, еве кога зборавме сега за Василка, вие сте колку веќе сте? 5 години у брак? 4? Сега сме 3 години во брак. 3 во брак. Да, ама 10 години, ама 10 години заедно. 10 години сте заедно. Да. Како би опишал Василка во 3 збора? Василка, да 3 збора. Со 3 збора. Права жена, прекрасна и што можам на трет збор? Убава ми е во срцето, знаеш. Убавината за мене не е нешто прво што треба да види. Може човек да не биде преубав. Еве го. Момаки сиромашкиот грдичок е добар човек. Не, јас мислам од убавината не ти прави добар човек. Ете така. Да. Убавината е внатре. Ако си добар, си убав. Имаш убавина, имаш нешто што се. А на вистина Василка ги има сите овие квалитет и нешто треба да живее со жената што е убава од внатре, пошто како старееме, убавината се губи, ама тоа надворешна убавина се губи, ама таа вратрешната се и да имаш некој што е паметен, што кој можеш да имаш муабет, да разговараш, ти знаеш да имаш еден зеленчук дома, што се враќа, што правиме, што сакаш, што ќе јадиме, што сака. Не, ми треба жена. Да имаш муабет со нејза. Марк, Василка ги прифатили вака како незини твоите 2 деца? Точно, како незини деца. Да. Се големи деца, што полесно. А сега син ми има 33 години, ќерката има 29. Да. Син ти, ако не се лажаме, шеф. Шеф, да, точно. Во белгиска телевизија, да. Он работи во телевизија, ама не работи за не пред екраните. Он работи за директорите, за новинарите и све тоа. Не, он како готвач готви за директорите и новинарите и све тоа. Браво. Точно. Тоа го наследи од тебе тој талент? Па, он работи со мене и јас го научив од дете, од кој има 15 години, он работеше со мене и го научив полека, направивме надпревари заедно, направивме многу ствари заедно. Ја сака ли Македонија? Јас сака Македонија, доаѓа повеќе лето, му одговара повеќе за одмор, да кажеме. Он има време. Ете така. Сакаш ли да зборуваме за мајката на твоите 2 деца? Да ти кажам, зошто не склопивте една брачна врска со нејзе? Тешко да го одговарам, да разговарам за тоа и повеќе не сакам многу да зборам тоа. Не сте во добри односи? Не. Не оти тоа, сум човек што збори искрено и све тоа. Има луѓе што вредат да се зборат, има други што не вреди да се збори. Точно. Ете така. Животот ме напред да живеам во Македонија, да имам друг живот. Имав една книга. Ја оставив на страна, отворив нова книга со нова страница. Ете така. Ете таа ми е сега новата книга што сакам да живеам со незе и да направам до крај на животот. Ете тоа. Одлично. Кога сме веќе кај Македонија, еве да се вратиме на таа тема за која зборувавме пред овие сите интересни теми, тоа е за Македонија. Марк. Да. Ти веќе ги имаш оние легитимни години да бидеш председател на Македонија. Хипотетички правиме муабет. Ако еден ден шеф Марк, најдобриот готвач
во светски рамки. Те молам, знаеш мене, ја и публиката ме знае дека сум контроверзен човек кој што се сака да збори како што сам мислам јас од срцето ово кажувам. И како мене, јас сакам така. Според мене Марк е најдобриот готвач во светски рамки, а имаме таа чест да живее во Македонија. Доколку еден ден Марк стане председател на Македонија, какви промени би направил Марк во нашата земја Македонија? Какви промени ќе правиме во Македонија? Јас пак едноставно, јас ќе сакам да ги доближам сите луѓе. Дали си православен, дали си муслиманец, дали си албанец, католик, све тоа. Јас ги сакам луѓето, пак ќе кажам. Ја видов и ја знам од баба ми и дедо ми кој живее во Македонија, тогаш немаше проблеми. Зошто во меѓувреме проблеми дојдоа? Сега уште има проблеми. Не сакам да мешам. Политиката е убаво и е гадна. Ја мислам политиката е убава и е гадна. Политиката е курва. Па мислам не само курва, па не да бидеме искрени навистина. Курва, па не само. Знаеш, за да политика да биде курва, треба да имаш курви. Тачно. Треба да имаш луѓе што ја злоупотребуваат таа политика. Оти политиката убаво употребена е добра за сите. Исто како религијата. Религијата за мене, јас сум атеист. Не ми треба Господ за да бидам, како да кажам, подобар човек или све, ама ги почитувам сите религии. Зошто? Дали е Куран, дали е Тора, дали е Библија, дали сите книги што се направени со верите све различни, те прават ако ги читаш да бидеш добар човек. Апсолутно. Нема ни една книга што ти кажува треба да го плукаш тој, да го тепаш тој или тоа. Не. Сите верите прават да бидеш добар човек. Ќе го искористам ова медиумско внимание. Марк, се надам дека нема да ми замериш. Ќе бидам краток 2 минути кога спомна веќе за Библијата. Јас кога Густав Кепамбакис и во многу други емисии тоа кажувам дека никој не сме да се декларира како православен христијанин или па друга верска определба, припадник од друга верска определба, ако навредува луѓе. Точно. Еве ќе се ставам јас во пример и после ќе збориме и за тебе за една друга тема. Добро. Јас сум на пример еден од највредуваните македонски јавни личности во оваа земја. А во животот никој што сум бил несудуван, не сум направил никакво злодело. Живеам скромно со фамилија дома и сум навистина многу нормален човек. А тоа што сум роден со висок стил на мода кој што во Белгија, во Европа секој си прешо сака е многу нормално и е богато платено, Македонија има проблеми. Ја не знам зошто на пример некој би се оставил мене да ме навреди, кога немам ништо лошо направено, а се декларира како верник. Еве би сакал да зборам за оваа тема ти како атеист. Дали на пример таа дволичност кај тие одредени кои што верници, кои што се декларираат како верници, а во главном се неверници, тебе те направи да бидеш атеист? Да ти кажам право, да и не. Добро. Да и не. Зошто не? Оти јас им пораснав кај баба ми, кај дедо ми, луѓе што беа од Македонија, што беа православни и светова. Во Белгија никогаш ништо не одевне во цркви и во такви ствари, ама пораснав со вистински, како да кажам, со вредности што они ми дадоа. И не ми требаше ништо поиќе, не ми требаше црква, не ми требаше ништо. Јас одев во школото, се вика ла морал лаик. Полиција не собра луѓе. Да, полиција е тука. Здраво, добар ден, ќе се поздравиме со полицијата. Да бидам после. Здраво, добар ден. Снимаме интервју. Да. Ама нема врска, ќе ти дадам што треба. Можете слободно да кажете ни. Ние тука сме. Фала. Повелете, имајте убав ден. Чао. Сакам посериозно да изгледам, полиција сепак закон. Ба, закон е закон, треба да ги почитуваме. Е рутинска контрола, ништо не е страшно. Да, ама ние сме чисти. Ги почитуваме сме закони така. Возевме со чисти, па сега малце мишката не ти е чиста, ама добро. Па мислам оти ништо немав не за да си... Не, па си возевме најнормално. Точно. Би пријатливиот мирис, другото не. Точно. Сега што бевне со таа вера, пак ќе кажам од баба ми и од дедо ми што ми дадоа, они ми дадоа правила во животот и ги почитувам. И за мене тоа е најважно. Така. Ако збори си оваа камера снима. Океј, за мене тоа е најважно од свем. Знаеш, пак ќе кажам, ако ти треба книга, супер, читаја, ќе те направи подобар човек. Јас имам баба, имам дедо, што ми дадоа правилата во животот, ги почитувам и заради нив, они ми се Господ за мене. За жал, они не се више тука, се таму горе во нешто. А мислам, они почина пред да дојдам во Македонија. Да? Ама мислам оти сега, ден денес, длабока старост. Да. Ама мислам оти денес ќе бидам многу горд од мене. Така е. Навистина. И за нив
направив многу, не направив многу, го направив како да бидам задолжителен и ветив на баба ми еден ден ќе дојдам во Македонија, да видам од каде потекнувам, од они потекнува од Македонија и сакав да видам како се живее, како се прави. И тоа ме направи. И се разочара. Не, пак ќе кажам од првиот ден што дојдов во Македонија и тоа секогаш го кажувам, се осеќав дома. Чудо за еден човек што доаѓа од Белгија, во други стандарди, во друг живот, со други луѓе и све тоа, ја дојдов во Македонија и од прв ден се осеќав дома. Чудо. И уште ден денес се осеќам дома и се осеќам и како на одмор. Браво, тоа е навистина во се слушате. Да. Сакам да го прашам Бомбакис, дали знаеш што значи една фраза на француски? Ајде. La politique est un puté. Го кажам. Политиката е курва, да. Много е лесно, да. La politique est une putain, c'est vrai. Ама така е, гледаш ти во сите јазици тоа се кажува. Тоа е интернационален. Да. Интернационално е тоа. Слично е па на сите. Па да, неколку пати така фрази да. Путана по шпански, па да. Италијански, да. Точно така. На македонски путкас. Путкас зависи што како. Да. Ама дај газ? Што е? Курвата е ја. Ти знае Бомбакис што значи дај газ. Кој дава газ тука се? Да кажеме политиката, кој го дава газот? Кој го дава? Епа тоа е. Зависи од каде го храниш, од каде го... Ама ајде, да не се жалиме. Ја мислам, пак ќе кажам, политиката е тука да се употребува, може добро, може не. Секој си има шанса, секој си има можност да биде политичар, тоа отворено е за сите. Да. Било кој си што си, ако знаеш убаво да се представуваш и све, бојрум, ајде, оди. Да. Како ми кажуваш и ти, ако сум председател и све тоа, председател пак ќе кажам, јас ќе барам да луѓето да се слагат, да бидат заедно. Да бидат сплотени. Ете така. Најбитно е тоа. Ама тоа не е добро. Тоа не е добро. Од ако една држава се држи. Да, тешко. Тоа е тешко дека ќе разбиеш некако. Тоа е. Ако народот е сложен, точно така. И Сезар како кажуваше, не можеш да го командаш. Мораш да го раздвоиш па да владееш. За жал. Ете тоа е политиката. Така е. Пуќ. Не па не само политиката, све у принцип, да. Све. Гледаат да те разделат на било каков начин. За полесно кога сме ке разделување кај овие политички нивни правила и така натака, за жал ке зборуваме. Таката. И по кратка пауза, драги мои, се враќаме во етер. Тука сме за малце вас. да се одмориме. Да се оладиме од што е Да се топло. оладиме од што е топло, да. На вистина денеска е преубаво времето. Многу сакам. Браво. Ми е откор на коста, драги гледачи. Марко ми беше шубе така позади, не знам што ми правише така. Со грмушката што ја носим. А може ти ми фризурата, па сега толку време си ја чував, си ја растев косата. Многу си убав и што преше таква коса? Со два шампони си ја миев. Два шампоња. Лук ставав на коса. Знаете дека од лук расте коса? Расте. Од лук? А затоа мириса така? Ја мирисев ти јадеше нешто лук, ама косата ти е тебе. Епа добро, тоа е. Секогаш кажувам кој јадиш лук, треба двајца. Ама овде со коса, кога се миеш лук, кој се да прави? Кој што да правиш? Не можеш. Ти ќе се мисли косата со лук? Апсолутно, зара не. ми зараста тоа ми за листоци беше падна. Затоа ми пораса во кава косата. Да. Застанавме, Марк, сакам да прашам нешто, да звучи мотивацијски можеби за нашите гледачи. Нормално е тоа за жал. Хейт коментари дали имаш? Хейт коментари? Ќе ти кажам право, мислам до сега имав 2 или 3 хейт коментари. Не, да. Не, верувај, бев контактиран сега да кажеме од една фирма што дават сега, можам да кажам? Телеком прат сега за хейт коментари преку социјалните мрежи и све тоа што го имаш и све. Да, ма не знам што да кажам, ти на вистина среќа имам до сега. Што сакаш бе? Дај тоалетната тоалетната картија. На вистина, кога гледам има луѓе што се специјалисти, ова, ама на вистина ова е направено топ. Да, бомбони. Оти, ако сакаш да медитираш, знаеш каде ти е местото? Па ти е позади и со ова се бриши. Точно така. Многу го сакам тоа. Бомбаки сака продолжи со многу јадење ова боја на картијава ќе ја смени у кафејава. Знаеш ти, да бидиш газда од фирма што прави тоалетна картија, мислам ти ќе се збогати. Сите мора да си го бришиме. Реално. Да и газ, бриши го газот. Епа тоа е. Не, мора, тоа е тоа. Многу убаво направено
таа одлична кампања. Браво, ја Браво, поддржувам, да, ја поздравувам да. таа кампања. Точно така. Марк, како Има. се справи ти со тие 2-3 хейт коментари до сега? Знаеш, не, со срце и со лајки. Да? Да, Браво. џабе. Знаеш, такви луѓе, ако имат лоши коментари, лоши мисли за тебе, не се интересни луѓе. Да. За мене, како секогаш се кажува, местото каде е позади. Позади. Да, Така е. одиш напред и тоа ги оставаш позади. За жал, не можеш на сите да му се допаѓаш. Има луѓе што те сакат, други луѓе што не те сакат. Прај убаво за сите и може еден ден сите ќе те сакат. Така е. Дај Боже, Па да. јас сакам да се Па да. сплоти македонскиот народ да нема омраза, но се надам дека еден ден ќе исполниме таа наша мисија. Марк, тука ќе ми- сме за тоа, тука сме за тоа. Така е. Ќе ми дозволиш да се забавуваме малце, да изиграме на игра. Може? Ајде. Ја би рекол дека е слободно и како рубрика, но сепак е многу забавна. Ова Окей. се вика барем еднаш во животот. Значи, дали ти тоа некогаш си го направил во твојот живот? Барем еднаш во животот. Добро, дали си го ајде, направил? прашај. Барем еднаш во животот не сум знал да сготвам некое јадење. Не. Не. Стварно? Не, секогаш се снајдов, секогаш имав од што да направам. Да, пак ќе ти кажам, ја обожавам со минимални намирници да направам нешто вау. Да. Браво, Да. тоа е навистина Да. голем талент. Барем еднаш во животот сум излажал дека сум настинат со цел да не одам на некоја закажана активност, активност. Работа не, кога бев у школу, да. А вака Да, пример знаеш, оберија што се прави, се става кромит под мишка или нешто така за температурата да се качи Еј, све. него знае Па да, Озо, да, не да, сум знал да. ова. Или во како да кажам, во чорапите Во чорапите. ставаш кромит и температурата се качува. Го направив тоа, да. Да, не сум знал за ова. Да. Така ќе направам кој ќе ме вика бомбакеста кафе. Не, ама за работа, навистина сум човек што сакам да работам и секогаш си ги држам ангажманите. Сега уште пред неколку време имав грип, имав све, отидов, си ја направив задачата и све. Таков сум. Сакам Дали да мислиш работам. дека човекот се заљуби во жена, Аха. дека може да ги запостави пријателите и дружбите со нив? Може и не може. Да? Може, зависи од пријателите. Има што ќе разбират, има што нема да разбират и сега зависи што е за постење. Знаеш, пак ќе кажам, Тебе ти се случило тоа? животот те прави да се менјава животот. Така. Да, Така. оти па како да кажам, кога одиш во ако си во брак или ако имаш девојка и све тоа, пак ќе кажам, животот ќе го поминеш со незе. Не можеш да ги ставиш така луѓето на страна, ама мора и они да разбират, ти не можеш да бидеш више толку достапен и све тоа. Да. Има компромис. Така е. И жената треба да го разбери, и пријателите Мада треба ја да го им се разберат. љутам на таквите другари што, ама тоа да го снема скроз, тоа не е убаво. Не, снема скроз, Тоа не, не ќе не, вистински, значи. снема скроз, не тоа не се разбира. Него Ама пак ќе кажам, баланс да има да, некој. баланс, да. Ја на пример како неженет човек, како човек кој што нели нема деци, сум Мгм. помлад од Бомбаки, само ми е добар другар, на пример знам да го барам во 11 Не, часот тоа- на вечер ебе, на тоа е- 23 и вика не ме баре, вика со дете сум А дома. мене Ебе, ова се вика непочитување. Со пушка да Да, отидам да го најдам. Ама ја го барам шама река да, се да, да. бе моа бе, Да. ама добра, не, ја немам она А, да. перцепција за брак за Нема деца. осет, нема Нема осет. да. Ке го разбереш. Барем еднаш во животот се надевам, барем еднаш во животот си бил поднапиен на работно место. Во кој например? Ми се случи пак кога бев млад Мгм. и го разбрав оти тоа џабе не вреди, оти пиење е убаво, ама ако работиш не можеш да пиеш. Така, Имам така. премногу пријатели, премногу колеги што од пиење на работа и све тоа и дојдоа на стадион да бидат алколичари и све тоа и мислам оти јас на сите да му кажам, ве молам, не пиете на работа, правите се на работата како треба Па и пите после. после. Да. Барем еднаш во животот си претерал со килажата. Да, секогаш. Мене ми е борба од секој ден. Пак ќе кажам борба од секој ден на вистина. Да. Се качувам со килажа, се синувам, Тоа е тоа. Од кој имам пак 15 Практикуваш години. некои диети? Сега за сега да, се боцкам, да, имам еден како да кажам ајде, Метод некој? не кажам метод, тоа се Оземпик се вика, Медицински тоа е третман медицински некој. третман, да, ете тоа. Извини, убаво што ми ги извади Не, зборовите уживај, не, од устата и тоа е со доктор све, со лекар што ме следи и све, со ендокринолог и тоа навистина многу ми оди. Чекај Марк, само Да. да појасниме нашите гледачи да не извадат нешто од контекст. Аха. Се боцкаш со специјални некои инекции Да, со тоа цел- се вика Оземпик, тоа е како прајва така оп се врта има како за мала диабет. и луѓето што имаат ете така инсулин, така се Инсулин, воцкам така. и секоја недела. Ти И навистина регулира- 6 месеци ослабив 20 кг. Браво. Да. браво. Без форсирање,
Тоа ти го прекинува апетитот и свето и полека телото ти се Све под надзор на доктор. Да, ете И така. двајцата сте во брак, живеете со жени, ме интересира само едно прашање Марк малце од качара. Да. Што бе попрво да направиш во животот? Се извинувам. Да прднеш или да штригнеш пред жената? Оме јас двете прам. Без проблем. Жигнам и прдам, па да. Ако не се допаѓа, не се Тоа допаѓа. е природно. Ама така е, природно е, па да. Сега да се држи, што да дойдеш до вецето, да прднеш. Ајде те молам. Епа, сега, тоа е тоа. Не се Се држат прифаќате, такви гасови. Се кажува од и луѓето што прдат и што држигат заедно во пар, најдобрите пар се и држат многу време заедно. О, Долго така. време, да, Се вистина. прифаќат и тоа е тоа. Да. Не, това е нешто Реално. природно. Бомба? Истото мислење. Не, мислам нешто да заокружиш целата оваа тема со некој одредено твое прашање. Со моето, сам Марк да им каже нешто на гледачите на француски На и француски. да и полека можеме да одјавиме емисијата во интерес на Времето. времето и гледачите да им го задржиме вниманието. Добро, се знај, јас сум човек што сум многу, како да кажам, многу сакам луѓето да се сакаат, да се почитуваат и све. Добар Ќе го кажам по француски, je vais dire à tous les gens qui nous regardent de s'aimer, de se respecter, de vivre ensemble et oui, je pense que ça c'est la chose la plus primordiale qu'on pourrait dire dans la vie. Aimez-vous, respectez-vous et vous vivrez longtemps ensemble. Сакајте се, почитувајте се и ќе живеете многу години заедно. Така со сите. Дали е жена, дали е пријатели, дали се луѓето Дали швалерка. Да. Многу бара проблеми, на вистина. Оти мислам, швалерка се прави тоа кога си млад, кога си ајде си играш дечко све тоа. Ама Да. да што имаш жена, више. Не, доста. више, Па доста. да. Ете така. Е. Точно. Ете тоа сакам да кажам. Месија, мерси Мерси боку. боку. Avec grand plaisir. Со големо задоволство. Фала ти што Да. беше дел од Каркастов, се надевам дека супер си помина. Ја одлично си Дека поминам овие- секогаш, дали со тебе, Фала. Бевме на Бомбакис, место дали се. со Давид. Да. Ние мислам, пак ќе кажам, кога ги секаш луѓето, Да, многу кој многу се полесно. позитивно Ете лесно е така, све. многу полесно е. Фала ви на вас. Не заборавајте да ставите лайк, шер, Обавезно. subscribe тоа и да работиме ние понапорно и се гледаме у наредна емисија. И како секогаш кажувам, тука сме сите за вас. Така е. Чао, чао.